Почитувани, Златко Марин како продолжена рака на картелот штанца градежни дозволи на ангро, без да води сметка за зеленилото и животната средина. За период од 8 месеци, колку што е на власт Марин, издаде одобрение за градба за повеќе од 500 стамбени единици. Повторувам, повеќе од 500 нови станови ќе никнат на територија на општина Аеродром со подпис на Златко Марин. Тоа се огромни нови површини на кои наместо зеленило ќе бидат изградени бетонски зданија. Марин ја користи секоја можност за да ослободи простор за градба на нови стамбени згради, а повеќегодишните дрвја и малите зелени површини се најчеста мета. Во текот на вчерашниот ден, координирано, искористувајќи го невремето кое го зафати градот Скопје, бевме сведоци како повторно се сечат повеќегодишни дрвја за изградба на нови стамбени згради. Марин, кој ветуваше дека нема да се уништуваат зелени површини за сметка за изградба на стамбени згради, не само што не го испочитува ова свое ветување, туку со Амин Шилегов удри по дрвјата, при што се уништува зеленило за градежен квадрат повеќе. Во предизборната кампања Златко Марин заедно со неговиот лидер Зоран Заев и членовите на СДСМ ветуваа живот и воздух во аеродром. Живот во аеродром дојде, но не за граѓаните, туку за криминалниот картел. Ветуваа запирање на градењата, ревизија на дуповите, преземање мерки против загадувањето. Ветуваа дека здравјето ќе биде пред профитот. Ветуваа водење грижа за постојното зеленило. Ништо од ова што го ветија не го оствари. Сега, наместо да се зафатите со решавање на реалните проблеми на аеродромци, да спроведете и реализирате бар еден од ветените проекти од предизбори, со сите сили сте насочени кон издавање одобрение за градење и бетонирање на аеродром. Аеродромци ги препознаваат лагите, но не сакаат да ја трпат вашата неспособност до крајот на вашиот мандат. До тогаш кој знае што колку дрвја ќе бидат исечени. Златко Марин нема план и визија за развој. Повеќе од јасно е дека на аеродром му престои се поголемо уништување. СДСМ покажа дека за нив профитот на поединци е секогаш пред интересот на граѓаните. Република Македонија не смее да чекори по патот на криминалот и корупцијата. Граѓаните заслужуваат подобро. Благодарам.